денес се собравме, значи, на еден забавен начин, преку игра, малку по еднаков начин да утврдиме темата што ја будевме крај и го истражува минатото. Затоа во таа цел се одлучивме со наследничката да организираме еден меѓуоделенски надпревар, помеѓу трето еден оделение и трето два оделение, со цел да видиме кои ученици стекнале поуспешни, потрајни знаења. Се знае трето еден. Се знае трето еден, ќе видиме. Иначе кај квиз надпревар, во кој што знаењата и игри и преку еден квиз. Сега сакам да се представат. Јас сум Драган Костуранов. Јас сум Лука Петров. Јас сум Антон Ристовски. Јас сум Стефан Симеоновски. Јас сум Ана Димитров. Јас сум Сирма Костовски. Благодарам. Ајде, вториот тим да видиме. Јас сум Александра Василевски. Јас сум Даниел Спасовски. Јас сум Леонид Гавновски. Јас сум Мила Георгиевска. Јас сум Анастасија Стојановска. Ајде со еден аплауз да ги наградиме. Значи, играме првата игра меморија. Целта е да погодите две исти сликички. Ајде, повели Сирма. 9 и 12. Исти, браво. Добро, затворете ги. Ајде, Анастасија. Отвори го. Па истото. Добро, си. Ајде, Сирма. 38. Браво. Во првата игра поуспешни се трето два оделенија. Ајде да ги поздравиме. Прво прашање за тимот на трето два оделенија. Мојата татковина се вика под А Република Србија, под Б Република Бугарија, под В Република Македонија и под Г Република Грција. Кој е точниот одговор? Под В Република Македонија. Точно така. Следното прашање под број 2 е за тимот од трето еден оделение. Значи, главен град на мојата татковина е под А Скопје, под Б Битола, под В Струга или под Г Софија. Повели? Под А. Прочитај го. Скопје. Благодарам. Прашање број 3 за тимот на трето два оделение. Општината во која живеам се вика под А Центар, под Б Аеродром, под В Кисела вода и под Г Автокоманда. Под Б. Под Б Аеродром, точно така. Те се поени за трето два. Прашање број 4 за тимот од трето еден оделение. Градоначалник на нашата општина е под А Коце Трајановски, под Б Ивица Котевски, под В Ивица Коневски и под Г Љубомир Тодороvić. Под В Ивица Коневски. Браво! Се луѓето кои работат во рудник, под Б работат во фабрика, под В работат на изкопини и под Г работат во училиште. Под В работат на изкопини. Точно така. Шесто прашање за тимот на трето еден оделение. Yes. Археолошко наоѓалиште е местото каде што под А се сади зелен шуп,
Под Б има предмети од минатото, под В се сади овошје и под Г се оди на излет. Под Б има предмети од минатото. Под Б точно така. 10 за тимот на трето 2 одделение. Најтежок данок бил под А данокот во јајца, под Б данокот во крв, под В данокот во пилиња и под Г данокот во жито. Повели Александра? Под Б данокот во крв. Прашање број 12 за тимот на трето е. Македонските деца, кои турците ги земале и правеле војници од нив, се викале под А јагули, под Б јајчари, под Б даничари и под Г јаничари. Под Г јаничари. Прашање број 14. Гоце Делчев бил под А писател, под Б револуционер и војвода, под Г В историчар и под Г археолог. Под Б револуционер и војвода. Прашање број 15 за трето. Во Скопје традиционално се одржува саем на под А зградите, под Б антените, под В троседите и под Г книгата. Под Г книга. Точно борба, навистина сте добро подготвени на оваа тема. Сега да видиме како ќе се снајдете во третата игра. Тука веќе ќе играат парови. Третата игра составување на зборови. Повторно е поврзана нашата досегашна тема, го истражуваме минатото. Значи треба да сложите и да ги искористите сите букви што ги има во овие пликоа. Договорено? Да. Победници во денешнава игра се трето 2 одделенија. Браво.